На оној што удира си без раце, на оној што навредува си без јазик, а дервишот е без срце. Почитуван учителу, на што треба да внимаваме за да бидеме вистински муслимани? Пратеникот на Аллах ја дал формулата уште пред 14 века. Муслиман е оној од чии раце и јазик друг муслиман е сигурен. Но јас одам ви чекор понатаму. Нема само да бидеме луѓе што не им прават штета на другите со рацете и јазикот, туку ќе бидеме луѓе што се корисни. Со рацете ќе бидеме корисни за луѓето, со јазикот ќе бидеме корисни за луѓето, со срцето ќе бидеме корисни за луѓето. Ете, следбениците на Аллах се на ова ниво. Тогаш, што е потребно за да стигнеме до оваа точка? Прво, треба да ја предадеме нашата душа на Аллах. Потоа треба да го предадеме и нашето физичко тело. И кој го предал своето физичко тело, нека знае сигурно дека е некој што се придржува до формулата што ја барал пратеникот. Веќе таа личност е некој што не им прави штета на другите со своите раце и јазик, туку е корисен. Но тоа не е доволно. Што вели Јунус Емре? На оној што удира, треба да си без раце, на оној што навредува, треба да си без јазик, а дервишот треба да е без срце. Да се биде дервиш без срце е можно само со искреност. Да го предадеме целосно нашето его на Аллах, да го отстраниме од игра, е можно само така. Средството за тоа е зикрот. Зикр, постоен зикр, целосен зикр и на крајот треба и нашата волја да ја врземе за Аллах и да преминеме на таспих. Ако го направиме тоа, со Божја помош сигурно ќе стигнеме до најдоброто.